Благодарам. Много благодарам на господинот Александар Маѓановиќ за оваа огромна чест што ја имам да се обратам по повод објавувањето на романот Пронеденото време од Марсел Пруст во извореден превод на професорот, правник, преведувач, полиглот Ѓорги Маријановиќ. Се што не е литература и филозофија е загубено време. Со цврста увереност ќе му напише Марсел Пруст на татка си во едно свое писмо од младоста, најавувајќи се на тој начин како уникатен феномен во историјата на европската литература. Неговиот циклус потрага по изгубеното време, а особено последниот негов том, Пронеденото време, представува врвно достигнување на Прустовиот поетичен и филозофски пристап кон уметноста, кон времето и кон меморијата. Пред нас го имаме токму тоа дело во превод на македонски јазик на професорот Ѓорги Маријановиќ, кој се фаќа по костет со предизвикот да го преведе Прустовиот јазичен израз и да придонесе за неговата рецепција во македонската книжевна средина, предизвикувајќи соидведен настан во македонскиот јазик. Должност и задачата на писателот се должност и задача на преведувачот, вели Пруст на едно место токму во ова свое дело, а Ѓорги Маријановиќ тоа го почитува и доследно го следи. Предизвикот да се пренесе Пруст на македонски јазик е повеќекратен. Синтаксички предизвик, стилски предизвик, лексички предизвик и набројувањето не запира тука, продолжува. Прустовата реченица се издвојува по својата должина, по својот змиолест карактер, по сложеноста, по способноста да ги следи нијансите на мислата. Во Пронеденото време синтаксата представува широк простор на свеста, каде што речениците честопати се протегаат во неколку реда, исполнети се со вметнувања, со објаснување и дообјаснувања, со ретроспекции. Овој стил е суштински поврзан со начинот на кој Пруст го поима времето, не како линеарна категорија, туку како распрснат тек на доживувања. Еден час не е само еден час, тоа е сад полн со мириси, со звуци, со намери и со подневја, ќе ни појасни Пруст на македонски преку преводот на Маријановиќ. Јазичниот израз по кој е преточен творечкиот стил на Марсел Пруст не представува само книжевна техника во романот Пронеденото време. Тоа е отворување на една естетика на доживувањето, на времето и на сеќавањето. Преку синтаксичкиот тек, лексичката прецизност и ритмичката фраза, Пруст го создава амбиентот во кој се објаснуваат нештата што не можат лесно да се именуваат. Лексиката кај Пруст е многу прецизна, но и широко појасна. Тој користи лексичко богатство во облик на термини од различни области, од областа на музиката, на архитектурата, на уметноста, на општествениот живот, со што создава богата и комплексна асоцијативна мрежа, откривајќи густо збиени, неизбришливо врежани впечатоци, реминисценции и богат културен контекст. Целта на таа лексика во романот Пронеденото време служи токму на идејата за враќање на минатите чувства и впечатоци, која истовремено му ја и дава и оригиналноста на делото, на целиот циклус во потрага по изгубеното време. Една од впечатливите сцени во романот, моментот кога нараторот се сопнува на калдрам и доживува спонтано враќање на впечатоци од минатото, е открила улогата на така наречената неволна меморија, mémoire involontaire, за која Пруст смета дека ја содржи суштината на минатото. Стилот на Пруст го следи овој психички процес,
со реченици кои ја имитираат повторната артикулација на сеќавањата. Ритмот на фразата се менува, добива медитативен карактер и стекнува музикалност. Ева еден сличен таков цитат од објавениот превод. Зар најубавиот дел од мемуарите од онаа страна на гробот не е поврзан со чувствата од оној вид што се однесуваа на Мадлената? Вчера вечер шетав самиот. Од моите размислувања ме тргна црцорењето на некој дрозд седнат на највисоката гранка на една бреза. Во миг, со тој волшебен звук, пред моите очи повторно се појави родителскиот посет. Ги заборавив катастрофите на кои бев сведок, па понесен од ненадеж во минатото, повторно ги видов оние полиња каде што толку често го слушав црцорењето на дроздот. Завршен цитат. Ова мемориско навраќање е неволно, се случува спонтано и е предизвикано од еден аудиостимул, што во суштина ја илустрира клучната Прустова идеја, дека вистинското сеќавање не е интелектуален чин, туку сензуален шок што ја отвора вратата на минатото. Тој е клучен за спознавање на нараторот кој сваќа дека минатото не е изгубено за секогаш, туку дека може да се врати преку неочекувани сетилни искуства. Преведувањето на Прустовиот ваков јазичен израз не бара само долгогодишно искуство во познавањето и во практикувањето на францускиот и на македонскиот јазик. Тоа пред се бара напластено животно искуство и човечка мудрост кои ќе овозможат правилно разбирање на Прустовите јазични пораки и ретроспекции, а потоа и изострена способност за перцепција и слух за уметност. Мудроста, според Пруст, не ја добиваме. Мудроста ја стекнуваме и сами ја откриваме преку патување на кое никој не може да замине наместо нас, ниту пак да не поштеди од него. А така стекнатата мудрост беше неразделно поврзана со личноста на Ѓорги Маријановиќ. Многу мудрост беше насобрена во него токму поради причините за кои слушавме пред многу. Синтаксичките предизвици со кои Маријановиќ се судира се први на удар. Македонскиот јазик има тенденција кон покуси, поедноставни реченици што обезбедуваат јасност. А така, и тука се наметнува вечната дилема во книжевното преведување. Дали текстот треба да се прилагоди на целниот читател и да се усогласи со неговите навики во читањето, или пак треба да се остане што е можно поверен на изворниот текст, дури и по цена тој да стане помалку лесен за читање. Маријановиќ безрезервно го зазел вториот став, држејќи се што е можно поблиску до устројството на Прустовата реченица, свесен дека тој редослед, барем кај Марсел Пруст, е носител на смисла, бидејќи го изразува перцептивниот и менталниот процес. Затоа, за да се принесе духот на Пруст, преведувачот мора да ги одржува долгите синтаксички конструкции, без притоа да ја наруши читливоста. Втори на удар се лексичките избори на Пруст, кои понекогаш немаат директни еквиваленти, како например да се пренесе еден термин како монден со сите негови културни конотации. Маријановиќ успева во тој предизвик. Освен ова, постојат и стилски фигури, како анафори, паралелизми, долги метафори, кои бараат стилска инвентивност во преводот. Преведувањето на Пруст, освен се во ова, подразбира и способност, една многу префинета способност, да се слушнат звуци и да се видат бои, да се разграничат светлини. Кога пред себе имате само текст, кога пред
пред себе имате само црни букви на бела хартија. Понатаму, многу од културните референции во романот се поврзани за француското општество на крајот од 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Буржоаските салони, благородничките титули, значајните фигури во културата. Преведувачот мора да реши дали ќе ги задржи сите тие елементи со објаснувачки фусноти, дали ќе ги адаптира или ќе ги остави неразјаснети. Секоја од овие опции носи различни последици за рецепцијата на текстот, но Ѓорги Маријановиќ секогаш успешно ја одбира правилната опција. Преведувањето на Пруст е извонреден подвиг кој бара не само техничка прецизност, туку и длабоко разбирање на филозофската и на психолошката подлога на неговите дела. Маријановиќ, кој речиси 2 децении е во непосреден контакт со томовите од потрагата по изгубеното време на Пруст, одлично ја запознава таа филозофска и психолошка подлога. Затоа, преводот на вториот том од Пронеденото време на македонски јазик успева да го задржи духот на оригиналот, а со тоа да ја представи Прустовата поетика во нови услови и пред македонската читателска публика. Преводот на Пронеденото време има повеќе исловно значење за македонскиот јазик и култура. Пред се, тој придонесува за јазично збогатување, доведувајќи во македонскиот јазичен израз да се во состојба да се соочи со ретко сложена синтакса и суптилна семантика. Преку долгите реченици, натрешните монолози, богатиот лексички фонд и длабоката рефлексија. Преводот на Прустовото дело нуди подлога за развој и за еволуција на книжевниот македонски јазичен израз, исто онака како што посакал тоа да биде професорот Маријановиќ. Истовремено, појавата на овој превод засведочува и зрелост на преводната култура. Тоа не е технички превод, туку книжевен чин со кој македонската сцена се позиционира во светската литература. Тој им овозможува на читателите и на стручната и на пошироката публика да се доближат до еден од најважните романи на 20-тиот век на свој јазик без посредници. Со тоа се создаде еден културен мост кон француската и европската традиција, зашто Пруст е неразделен од историјата на модерната мисла, од уметничката чувствителност и од една специфична филозофија на времето и на сеќавањето. Читателот, преку овој превод, не само што го чита Пруст, туку влегува во диалог со една цела цивилизацијска традиција. И конечно, преводот на Ѓорги Маријановиќ на Прустовото Пронедено време е инспирација и поттик за нови преведувачи, за преучувачите на книжевното творештво и на книжевната теорија, за љубопитните читатели. Тоа е потсетување дека македонскиот јазик може, сака и знае да зборува за најсложените нешта, и тоа со многу достоинство и со многу убавина. Погледнат од аспект на заложбите на професорот Ѓорги Маријановиќ, преводот на делото на Пруст представува своевиден придонес и кон она зашто професорот искрено и сесредно се залагаше да ја направи Македонија пристојно место за живење. И благодарам на фондацијата Ѓорги Маријановиќ и честитам за објавувањето на овој прекрасен превод на романот Пронеденото време.